Добар ден, гледате вести на Слободен печат. Еве што има ново. Собранието денеска треба да ја одржи 76-та седница, на чиј дневен ред се предлог за разрешување на Љупчо Коцевски од функцијата државен јавен обвинител и резолуцијата на ВМРО ДПМН Евреди и Знам за осуда на манипулациите на опозицијата и за потврда на политиките против нелегалната миграција. Владата во предлогот посочува дека разрешувањето на Коцевски се бара поради направени крупни професионални грешки при раководењето на јавното обвинителство, неовластено изнесување на информации и податоци за судски предмети, со што ја повредил обврската за заштита на тајноста на постапката утврдена со закон, нарушување на угледот на јавното обвинителство и неговиот личен углед во целина не постапувајќи согласно обврските предвидени во Уставот, законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот. Резолуцијата за осуда на манипулациите на опозицијата и за потврда на политиките против нелегалната миграција е составена од 9 точки, со која еднаш за секогаш се става крај на манипулативната тема со мигранти. Премиерот Христијан Мицкоски рече дека не се точни пишувањата на британските медиуми во врска со тоа дека властите преговараат да се примаат во земјава мигранти на кои Британија им го одбила барањата за азил. Премиерот посвети поголем дел од времето посветено на оваа тема во интервјуто на критикување на односот на опозицијскиот СДСМ кон темата со мигрантите. Тој не беше запрашан, ниту понуди објаснување за тоа зошто владата, која десетина дена жестоко негира дека сторијата на Таймс е точна, досега не испрати деман до угледниот лондонски медиум. Христијан Мицкоски тврди дека британските медиуми кои објавија дека се договара прифаќање мигранти во Македонија за пари, лажат. Исто така тврди дека нема легални и нелегални мигранти. Значи, според Мицкоски сите лажат, велат од СДСМ. Ако е навистина така, тогаш зошто Мицкоски не ја подпишува резолуцијата на СДСМ? Што чека? Зошто довлекува и бега? Со само еден потпис ке ги расчисти сите сомнежи и дилеми, велат од СДСМ. Скандал на ГАК, сомнителна смрт на бебе скриена од семејството. Бебе кое имало шанса за живот починало на интензивна нега на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје на 1 октомври годинава, а смртта на семејството му била представена како нешто што не можело да се спречи. Но документите до кои дојде Слободен печат покажуваат дека внатре во болницата самата началничка на одделот на интензивна нега, доктор субспецијалист Елизабета Петковска, ја пријавила педијатарката од одделот доктор Емилија Бадева дека незиното несоодветно лекување предизвикало компликации од кои умрело бебето. Пред да ја објави оваа сторија, Слободен печат ја имаше неверојатно непријатната улога на семејството на починатото новороденче да му ги покаже интерните документи од клиниката за гинекологија и акушерство, кои ги добивме од свиркачи, а во кои се наведува сомнежот за неговото несоодветно лекување и предизвикување компликации. Нешто што на семејството воопшто не му било кажано при исписот на мајката од болницата. Темата е на Мирослава Симоновска. По едногодишни неуспешни преговори, Управата за водење на матичните книги утре ќе ја бојкотира работата. Односно, вработените ќе бидат на своите места, но нема да издаваат никакви документи. Од Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија и вработените во Управата за водење матични книги велат дека минатата недела се договориле на ваков чекор, бидејќи досега нема решение за нивните барања. Вработените предупредија дека доколку нема одговор може да следува и генерален штрајк. Дурмиш Белули, сопственикот на транспортната компанија Дурмотурс од Гостивар, кој е осуден на 10 години затвор за трагедијата кај Ласкарци, во кој загинаа 16 луѓе, бара ново одложување на одењето во Идризово. Во Гостиварскиот суд пристигнало барање заедно со извештај од доктор специјалист, според кој на Белули му е неопходно мирување постоперативно најмалку од 20 до 30 дена од операцијата која му беше направена на 1 декември. Второ обвинетиот Ремзи Мифтари, шеф на возниот парк во компанијата, е во бегство и по него е распишана потерница, откако не се појави во Идризово на издржување на 10 годишната казна. Претходно и тој го одлагаше одењето во затвор поради оперативен зафат.
Голем број луѓе доцна синоќа се собраа на плошадот Македонија во центарот на Скопје за да присуствуваат на свеченото осветлување на големата новогодишна елка. Заедно со предновогодишното осветлување на центарот на Скопје, со ова беше отворен и празничниот базар. До 31 декември, секој ден од 18 часот, ќе има богата празнична програма со музички настани и изненадувања, додека на најмладите ќе им бидат посветени викендите. Публиката ќе има можност да ги слушне и најталентираните средношколци од сите средни училишта кои ќе настапат со своји музички бендови и изведби. Основното јавно обвинителство Скопје оформила предмет за функционирањето на забавниот парк Зимзоленд во општина Аеродром, за да испита дали евентуално постојат елементи на кривичното дело, предизвикување општа опасност, објави 360 степени. Предметот е отворен по допрен глас, а доаѓа по објавените информации дека надлежните инспекторати не постапуваат согласно своите надлежности за отстранување на реквизитите. Од јавното обвинителство велат дека веднаш ќе издадат наредба до Министерството за внатрешни работи, конкретно до Единицата за економски криминал, да направи увид на местото и да ја обезбеди целокупната документација за функционирањето на Луна паркот. Денеска во големата сала на Македонската филхармонија ќе се одржи свечената академија по повод 105 годишнината од постоењето на Философскиот факултет. На настанот ќе се обратат министерката за образование и наука Весна Јаневска, ректорката на универзитетот. Свечената академија ќе биде посветена на чествувањето на големата традиција и значењето на Философскиот факултет, кој представува првата единица на Македонскиот универзитет Свети Кирил и Методи и символ на институционализацијата на високото образование во Македонија пред 105 години. Царинските услуги ќе се модернизираат со финансиска поддршка од Република Кореја. Системот за податочен склад и анализа на ризик, во кој се вложени 4,75 милиони евра, ќе биде промовиран денес во Царинската управа. Со неговата примена во царинското работење ќе се унапреди анализата на ризици, ќе се подобри обработката на податоци и ќе се зајакне ефикасноста во работењето на царинските служби. Македонците во странство минатата година испратиле во земјава 310 милиони евра или 2% од БДП. Иако бележиме суфицит, личните дотации од странство кон Македонија во апсолутни бројки бележат пат во последните години. Од земјите во регионот во апсолутни бројки најмногу дотации лани има диаспората на Србија, која испратила 4,47 милиарди евра. Продолжуваме со вести од светот. Зетот на Трамп, Джаред Кушнер, се повлече од планираниот проект за изградба на хотелот Трамп во Белград, откако проектот предизвика протести и обвинение против висок српски политичар, објави Wall Street Journal. Ова беше очаен потек некако да се допре до американскиот претседател Трамп и да им се покаже на граѓаните како американците се наши сојузници и слични работи. Се претвори во фарса на корупција. Вака главниот уредник на неделникот Време, Филип Шварм, го коментира случајот Генерал штаб и повлекувањето на Кушнер од тој проект, објави N1. Таткото и синот, Саџид и Навид Акрам, кои го извршиле терористичкиот напад на плажата Бонди во Сиднеј, во кој загинаа 16 лица, вклучувајќи го и еден од напаѓачите, а околу 40 се повредени. Биле на Филипините еден месец пред нападот, со цел да поминат воена обука, објавија австралиските медиуми, а пренесува и BBC. И филипинската полиција започна истрага за нивниот престој во земјата. Ахмет Ал Ахмет, 43 годишен татко на 2 деца, муслиман по вероисповед, е херојот во терористичкиот напад на еврејската заедница на плажата Бонди во Сиднеј, Австралија. Тој го ризикуваше својот живот за да спаси многу луѓе, откако успеа да го земе оружјето од рацете на напаѓачот. Ахмет херојски го совлада и разоружа еден од напаѓачите во Бонди. Рече дека и покрај тешките повреди и големата болка, би го направил сето тоа повторно. Ахмет утрово зборуваше од болницата, велејќи дека пред да се фрли врз терористот, им кажал на своите луѓе дека ќе спаси луѓе, дури иако тоа го чини живот.
Неговиот адвокат открива дека неговата здравствена состојба не е добра, откако бил застрелян 5 пати. САД се подготвени да ја понудат на Украина безбедносни гаранции налик на НАТО за да се заштити евентуалниот прекин на огнот. Беше кажано по дводневните разговори со европските функционери и украинската делегација во Берлин. Американски функционери кажаа дека многу силните гаранции би биле обликувани според членот 5 на НАТО, кој предвидува колективна и заемна заштита, надевајќи се дека и Русија ќе го прифати тоа. Американскиот председател Доналд Трамп поднесе тужба за клевета и тужба во понеделник против BBC, британска јавна радио и телевизиска мрежа, барајќи 10 милиарди долари одштета за емитување на монтирани извадоци од неговиот говор на 6 јануари 2021 година пред лутите поддржувачи да го нападат федералниот капитол во главниот град на САД. BBC му се извини на Трамп, призна дека направила грешка во проценката и призна дека монтажата оставила погрешен впечаток, дека веднаш повикал на насилна акција. Сепак, соопшти дека нема законска основа за тужба. Гледавте вести на Слободен печат, повеќе информации ќе најдете на нашиот сајт.